30 глава. Неговата иднина. Никој од нас не може да живее без визија за својата иднина. Ако немаме визија, тогаш ќе лутаме наоколу. Без неа животот изгледа безцелен, а ние умираме помалку секој ден. Без откровение од озгора, народот е нескротлив. Псалм 29, 18 стих. Да имаме визија не значи дека треба да ги знаеме деталите за тоа што ќе се случи следно. Тоа значи дека треба да имаме чувство за општата насока во која се движиме и да имаме вера дека нешто добро не чека. Тоа значи да знаеш дека имаш иднина и цел и дека таа иднина е светла. Не секој човек ја има таа сигурност. Кога некој ја нема, речиси можеш да видиш како неговиот живот полека исчезнува. Дури и оние кои ја имаат, не мора да значи дека ја имаат постојано. Дури најдуховниот маж може да стане преморен, исцрпен, срушен, оддалечен од Бог, збунет за тоа кој е тој на вистина и зошто е тука, и да ја загуби својата визија за иднината. Тој може да го загуби чувството за цел и да стане преокупиран и безнадежен заради тоа. Ако ги занемари своите соништа и ја заборави вистината за себе си и за ситуацијата, тој на крајот може да почне да верува во деструктивни лаги за неговата иднина. Мојот народ гине зашто нема разум. Осија, 4 глава, 6 стих. Бог вели да не ги слушаме гласовите кои зборуваат лаги, бидејќи тие кажуваат измислени работи од срцето свое, а не она што доаѓа од устата Господова. Еремија, 23 глава, 16 стих. Секоја визија за иднината која е полна со неуспех и во која нема надеж, не е од Бог. Еремија, 29 глава, 11 стих. Но Бог може да ја обнови визијата онаму каде што е изгубена. Тој може да ни даде надеж повторно да сонуваме. Тој може да ја донесе својата вистина, за да ги замени лагите на обесхрабрувањето. Тој може да ни даде сигурност дека ни предстои иднина која ветува. Молитвата е начинот преку кој Бог може да го оствари тоа. Мојот сопруг ми кажа дека еден од моментите кога моите молитви најмногу му значеле е кога се преселивме од Лос Анџелес во Нешвил. Беше многу тешко за сите нас да ги оставиме луѓето кои ги сакаме и да почнеме одново. Толку многу работи не чекаа и тоа беше тешка промена, а да не го споменувам и големиот чекор на вера. Не знаевме како се ќе излезе на крајот, но се преселивме со сигурност дека го следиме Божјото водство. Верувавме дека нашите животи се сигурни во неговите раце. Мојата молитва за Мајкл во тој период беше да не ја загуби визијата која Бог му ја даде за иднината. Кога околностите предизвикуваа повремено да го загуби својот духовен поглед, тој велеше дека моите молитви беа инструмент за негово обновување. Треба да запомниме дека Бог Таткото го подготвил својот тестамент. Неговото наследство е подеднакво поделено меѓу неговите деца. Се што тој има, и ние ќе го имаме. Ние сме Божји наследници и Христови сонаследници. Римјаните, 8 глава, 17 стих. Јас ја прочитав мојата копија од тестаментот и таа вели дека ние немаме представа што се Бог има за нас, бидејќи тој има за нас повеќе од она што можеме да си го замислиме. Што око не видело, што уво не чуло и што во човечко срце не дошло, тоа Бог го подготви за оние кои го љубат. 1 Коринќаните, 2 глава, 9 стих. Тој ни ветува дека непорочните ќе наследат добро. Пословици, 28 глава, 10 стих. Тој вели дека не само што ќе имаме се што ни е потребно во овој живот, туку дека најголемиот дел ќе биде наш откако ќе умреме. Тогаш ќе бидеме со него
и нема ништо повеќе да ни биде потребно. Ако очите на твојот сопруг се премногу фокусирани на секојдневните детали од животот, што ја губи својата визија за иднината, твоите молитви можат да го подигнат неговиот поглед. Тие можат да му помогнат да види дека Бог е неговата иднина и дека треба да го живее својот живот на начин на кој инвестира во тоа. Не знаете ли дека на трката трчаат сите надпреварувачи, но само еден ја добива наградата? Трчајте така и вие, за да добиете. Прво Коринќаните, 9 глава, 24 стих. Ти не би сакала твојот сопруг да биде маж кој зборува за визијата од своето срце и кој ќе ја изгуби наградата. Ти сакаш тој да гледа од Божја перспектива. Бог не сака да ја знаеме иднината, туку сака да го знаеме Него. Тој сака да му веруваме дека ќе не води во иднината чекор по чекор. За да го разбереме Божјото водство, треба да го бараме во секој наш чекор. Оние што го бараат Господа, разбираат се. Пословици, 28 глава, 5 стих. Треба исто така да бидеме доволно близу до Него, за да ги слушаме Неговите одговори. Господ е тој кој ни дава визија. Моли се твојот сопруг да ја бара визијата од Него. Со Бог, Неговата иднина е сигурна. Молитва. Господе, се молам да му дадеш на името на сопругот визија за неговата иднина. Помогни му да разбере дека твоите планови за него се добри, а не зли, дека ќе му дадеш иднина и надеж. Еремија, 29 глава, 11 стих. Исполни го со познавање на твојата волја, со секаква мудрост и духовно разбирање, за да живее достојно за тебе и да ти биде по волја во се, принесувајќи плодови во секое добро дело и растејќи во познавањето на тебе. Колошаните, 1 глава, 9 и 10 стих. Нека живее живот воден од Светиот Дух, а не да живее во сомнеш и страф за тоа што може да се случи. Помогни му да созрева и расте во тебе секој ден, предавајќи ти ги тебе сите своји соништа и желби, знаејќи дека она што е невозможно за луѓето, можно е за Бог. Дај му од Бога дадени цели и покажи му како да се однесува на начин кој секогаш инвестира во неговата иднина. Се молам активно да ти служи во сите денови на својот живот. Не дозволувај да го загуби чувството за цел и исполни го со надеж за неговата иднина како сигурна и цврста котва на душата. Евреите, 6 глава, 19 стих. Дај му го она што срцето негово го посакува. Псалм 21, 2 стих. И наследството на оние кои се бојат од Твоето име. Псалм 61, 5 стих. Засади го цврсто во Твојот дом, нека напредува и нека расте, и нека носи плодови и во староста. Псалм 92, 13 и 14 стих. А кога ќе дојде време да ја напушти земјата и да биде со тебе, нека има толку силна визија за неговата вечна иднина, што ќе го направи неговиот премин лесен, безболен и придружуван со мир и радост. Се до тој ден се молам да ја најде визијата за својата иднина во тебе. Моќни алатки. Зашто само јас ги знам за мислите, што сум ги смислил за вас, вели Господ, замисли за добро, а не за зло, за да ви дадам иднина и надеж. Еремија, 29 глава, 11 стих. Види го непорочниот, гледај го праведниот, има напредок за мирниот, а безбожниците сите ќе бидат истребени, нивното наследство ќе се затре.
Псалм 37, 37 и 38 стих. Тие се засадени во домот Господов, ке цутат во дворовите на нашиот Бог. Тие и во староста ќе бидат плодни, сочни и полни со свежина, за да возвестуваат дека е праведен Господ, мојата карпа, во која нема неправедност. Псалм 92, од 13 до 15 стих. Само за едно го молам Господа, само тоа го сакам, да останам во домот Господов преку сите дни на животот мој, да ја гледам Господовата убавина и да се поучувам во неговиот свет храм. Псалм 27, 4 стих. И надеж има за твојата иднина. Еремија 31 глава 17 стих.